Сточарите од Кумановско Тромеѓа трет ден поред продолжуваат со едночасовен протест, револтирани од најавеното уништување на свињите поради африканската чума. Тие го блокираа регионалниот пат Куманово-Свети Николе. Според нив во селото во кое што се одгледуваат околу 1000 свињи не е регистрирано присуство на болеста. Немаа добиено ниту решенија за позитивни животни. Добиле сознанија дека треба да започне уништувањето. Сака да не ги ништат и здрави свињи. А ми од тоа живиме и зашто да ги ништат здрави свињи кога ми од тоа екзистираме. А не сме против ако е некој заболен, ако почне да се шири болеста и ми сме сами свесни дека треба да се спречува. Али ако не се шири нешто тај болест, зашто да ги ништи и здрави свињите? Тој сме револтирани, а никој не доаѓа, ни на представници јавува, никој само од општина тој Даниел што дојде и тој нешто да не информира и тој не е запознаен целосно. И пројде свињокодство, ама имаме маторици што чуваме, спрасни свињи, прасиња за опстанак. Лако е да ги убиева, после тешко да ги обновиме. Кој ќе ни ги надокнади тие свињи? Да ни донесе после да ги плаќаме по например 300 денара да увозиме свињу да плаќаме. Зошто? Па за сега нема ветеринари, викав дека и мало се појавило една некоја си тамо и уништено. Кога не се шири, наши свињи не се пуштени, да се разбереме. Нема дивач, нема шума околу нашето село и нема ништо. И све се во кочини, прописно затворени. У едно место, значи у еден двор, ако се појави тај болест и у реду, да се све санира, да се изчисти, тие лешови да се изнесев, да се затрпа, и да нема да се дезинфекцира простор. А друг ако се појавлja у други дворови, те такој да се чисти и да се санира. Додека они не отступив да не собира здраву стоку, што е болна стока, сами сме свесни и ќе го санирав. Значи тоа е нормално, да не се шири болест. А додек овако е, ни ми не отступамо додека они не кажев не, дек нема да собирав. Сви села Кумановски уништива свиње. И овде да уништив, ми откуде после ќе купимо да зачувамо кога ќе дозволив. Кога ќе дозволив, откуде да купимо да чувамо? Плаќамо по 50 евра джак ѓубре. Да произведемо неку канту жито, да ги ранимо тие свиња, и да продадемо неку свињу, па да платимо ѓубре. А сега откуде ќемо, ако ги уништим девојче свињете, ми смо и готово, капитулирamo, плюс има млади дечки, син ми не работи нигде, снага ми не работи, внучиња 2, ја 10.000 пензија, што ќе направо, кажи ми? Не може да обстанемо, ја не сам ни против ветеринара, тие ветеринари зима плату од нас, полицајци зима плату од нас, све се работи тој како што требе, па мислах што да правимо, немамо друг одбрану, друг начин, немамо, искочиле сме овде трет ден денеска. Жителите бараат средба со представниците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Агенцијата за храна и ветеринарство. Посочуваат и дека во кланица, која што се наоѓа во нивна близина, се носат трупови свињи. Докарани се 2 авта со приколки големи, со трупови свињи. И ги нафрла пред за мерење пред вагата, ги нафрлаа тука. И нас не остават на улица. Јас сум без работа. Немам динар за лепче. Ме отпуштија све. Ја мислам дека трупови беа, нема да квичат, само приде колата, се паркираше, дојде еден напред, еден назад, гледат и ги нафрлаа и си отиде замина човекот. Во Кумановско првиот случај на африканска чума беше регистриран на почетокот на октомври. Уништување на свињите не дозволија ниту жителите на Љуботра, Куминдол, Новосело и Речица. На протестот присуствуваше директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски, кој истакна дека ги разбира револтираните жители кои не дозволуваат да се уништуваат нивните свињи. Нагласи дека улогата на предпријатието е само техничка поддршка на службите, не уништување или насоки каде тоа треба да се
врши. И ми ја објаснив улогата на јавното предпријатие Чистота кој е, значи во рамки на кризниот штаб по носење на одлука од страна на државен санитарен инспекторат за уништување на свињите поради појава на болест, јавното предпријатие Чистота и зеленило беше задолжено за транспорт и закоп на самите свињи и значи ниту јавното предпријатие, сакам да ја известам јавноста, носи одлука за ништење на свињите, нити јавното предпријатие врши ништење и уништување на свињите, туку вршиме исклучително само транспорт и техничка помош на надлежните државни институции. Се надевам дека представниците надлежни од страна на државен санитарен инспекторат ќе дојдат, ќе се појават во текот на денешниот ден, ќе поразговараат со граѓаните на село Тромеѓа и се надевам дека во текот на денот ќе се изнајде решение за овој проблем со кој што се соочени самите жители. Од Агенцијата за храна и ветеринарство трет ден нема одговор за медиумите.